Лолита, исклучително ми е драго што сте дел од овој хоризонт. Мислам дека ќе отвориме нови хоризонти за кои што можеби новите генерации апсолутно ниту на крај памет име дека во нашата земја имаме неверојатни бридж надпреварувачи играчи, да не речам страствени бридж здруженија, групации и така натаму кои што постигнувате дури интернационални успеси. Благодарам на поканата. Да, во Македонија постојат такви луѓе кои што многу години веќе, повеќе од 30 години ја играат оваа игра, бридж, која што кај нас се меша со она бридж игра што се игра со 2 шпила карти, па си ги редите, нели, кец, двојка, тројка, па 3 дами, 3 джандари, така, нели, со што се игра, па хантке, многу се меша кај нас ова бридж игра со таа, но е сосема различна. Воопшто не се игра нити со 2 шпила, нити се редат картите така. Има многу учење, но е многу наградува. Многу наградува. Да почнеме од почеток. Прво би сакала вас да ве представам. Многу ми е драго што имаме женска енергија во хоризонт. И тоа вие не сте обична жена, барем од оние кои што и ве препорача, рекоа дека сте навистина жена која што во повеќе сфери постигнува успеси и одлично менаџира, а морам да признам и од кога вака лично ве запознав, имате една многу лесна и пријатна енергија, што значи не носите тегобност, а докажувате дека со добра организација и љубов може многу нешта да се работат истовремено. Вие сте и програмер, да. Вие сте и одгледувач на малини. Да. Ама тука сте како страствен бридж играч, кој што бридж заедницата и така како ве знае. Да. Јас секако мојата примарна професија е информатичар. Имам завршено 88 година, кога не се ни знаеше што е тоа информатика во Македонија. Како реагираеве тогаш кога одлуката во 80-тите беше неонаправен економски, медицински, архитектура? Тие беа како... Да. Леле, никогаш нема да најдеш работа. Што ќе правиш? Леле, како изгледа сега од оваа дистанца, токму оние кои што критикува... Дека вистинската работа сум ја избрала, дека тоа било во тој момент нешто ново, што мене многу ме привлекуваше. Математиката особено. И, нели, тогаш немаше компјутери, немаше ништо, ама гледавме филмови, нели, за Стар Трек особено. Стар Трек, да. И такви филмови каде што се случуваше нешто, па се програмираше, па праеше овој вака, па оној нака, па некои роботи, Артудиту и така натаму. Лоли ве викат, навистина имате исклучително име, Лолита, кога ќе се спомне, неминовно да се помисли на Набоков. Да. И неговото врвно дело кое што е екранизирано, толку многу зборувано, никогаш не излегува од мода, сосема разбирливо бидејќи е моќен роман и воедно исклучително моќно психолошко дело. Како вам ви се случи да го добиете ова име Лолита? Јас сум родена 64-та година. Во таа година во Кочани, во киното, се прикажувал тој филм. И мојата кума била фасцинирана од филмот, од името, и решила дека детево што ќе се роди сега во оваа година ќе се вика Лолита, па што сака нека биде. А тоа време, нели, зборот на кумот бил закон. Да, не смело да се противречи и така сум станала јас Лолита. Можам да кажам дека во Кочани има уште 3-4 Лолити, а мислам дека никаде на друго место во Македонија нема Лолита. Да, и не е интересно. За пријателите сте Лоли, но кога човек е слушне дека сте Лолита, навистина умно направила кумата, бидејќи од почеток уште од името станувате забележана. Не може човек да заборави, бидејќи Лолити, може би и ретко кој во светот ќе чуеш дека е Лолита. Како тако. Да. Во Кочани рековте дека сте родени, верувам, основното, средното училиште.
И во Кучани ли пројавивте желба за информатика токму од гледањето на... Не, за жал ние многу рано, уште 67 година се преселивме, татко ми со работа го преселиле во Скопје и уште 67 година сме префрлени во Скопје. И морам да признам дека во Кочани одевме само на викенди. Моите, нели, да ги видат баба ми и дедо ми, и потоа кога бевме средно, дури и средно и факултет, скоро и не одевме со нив за Кочани, така, знаете како е, каде ви е друштвото, таму станувате. Каде го поминавте средното? Каде го стекнавте средното? Осмолетка Владо Тасевски, средно Ѓорги Димитров, и од таму на Природно-математички факултет, информатика, смер кој што само што беше отворен пред година или две. И така. Апсолутно сте се покажале како визионер со оглед на тоа што вашата професија како програмер веќе години наназад, особено со подемот на дигитализацијата, а особено сега, е некако кралица и најпрофитабилна и најплатени се програмерите. Па, не знам дали се најплатени, ама да, еден од повисоките плати. Така ви, ама кажете ми, од секогаш ли сте биле визионери во однос на тоа како ви се случи Бриџот, дали во семејството постоеше некаква традиција да играат нели карти? Па не толку многу, јас многу сакав да играм карти. Толку многу сакав да играм карти што со сестра ми која игравме и дозволував да победува само за да онако не победи не игра карти. И дозволував да победи само за да играме карти. Со Бриџот се запознав преку илустрована политика во така беше почетокот на 80-тите години, во тоа време уште излегуване или тие политики забавник, илустрована политика, тие работи кои што беа нели во Југославија. И имаше фејлтон во илустрована политика на средина на 2 страници да се запознаете со Бриџот. А јас играта Бридж всушност ја дознав преку книгите на Агата Кристи. Јас многу сакав да читам криминалистика. Значи тоа беа 2 работи кои што мислев дали да идам на криминалистика или на информатика. И превлада информатиката ради математиката. Поарно. И многу ги читав книгите на Агата Кристи и таму нели во благородничките кругови, на бродовите, во замоците играа Бридж и се случуваше нешто, нели некое убиство. Првпат така дознав дека постои таква игра како Бриџот, а потоа и преку читањето во илустрована политика почнав да читам како што ме заинтригира играта. Но вистински со Бриџот се сретнав 91 година, кога од Србија дојде еден човек кој што многу направи за Бриџот во Македонија, се викаше Љубиша Ивановски, и тој не организираше на факултет. Ние бевме тогаш, јас веќе имав завршено, ама имав пријатели. Како дознавте за неговото доаѓање? Како всушност тебе прв пат си го отворивте патот, конечно да имате професионален... Се собравме на плоштад Македонија да прославиме независноста на Македонија на 8 септември, нели, прогласена е независна. Вашиот живот е роден 8 септември. За вас е тоа државен празник за Бридж. И бевме пријателите друштвото, бевме тука на плоштад, славевме независност на Република Македонија и дојде еден другар и вика, дојдете во Б5, клубчево на електротехнички факултет, дојдете во Б5, има еден човек, дојдене, една многу убава игра со карти, ние бевме Бељот играчи, кај нас во Македонија се игра Битола, Скопје, Бељот се игра, игравме Бељот. Вика, игра слична, вика, на Бељотот, ама многу поинтересна, дојдете да видите. И се собравме таму, па прилично луѓе се имавме собрано, некаде околу 30-тина, јас мислам дека имаше луѓе. Имавме и не наместија на маси по 4, Бриџот се игра во 4. Не наместија на маси по 4 и ни дадоа карти, еве вакви, да речеме, наредени вака, и ни рекоа земете си секој по едно делче, нели? 13 карти земете си,
И човеков одеше од маса на маса и ни кажуваше: ти треба сега ова да кажеш, ти треба сега ова да кажеш, ова ти значи ова вака. И не заинтригира, мислам, многу интересно. Кажуваше, многу интересно не учеше и ние сите, нели, продолживме да доваѓаме. И во тоа време беа студенти, јас веќе работев, а повеќето беа студенти, имаше, нели, по некој исто така што беше. Ама сите бевме заинтересирани за тоа, идевме постојано, па ни раскажуваа, нели, треба да ни даде една скрипта од околу 10 страни, да го научите ова. Па, нели, испрашуваше дали сте го научиле ова, дали ова, ајде сега ти кажи вака, ајде сега ти кажи онака, па ни пишуваше резултати, па си ги гледавме, споредувавме кој што направил и, значи, се тоа ни беше многу не заинтригира. Звучи магично, да. Интересно е, така, ќе вметнам еден момент кога ве слушам, всушност тогашната студентска енергија била гладна за знаење. И секогаш имам чувство дека вие сте сакале да откривате нови знаења, нови предизвици. Дали имате впечаток дека ве денес кога ве слушам, кога ќе речете ова треба да го научите, дека ќе се разбегаат секој кој што треба, нели, малку повеќе да вложи во сопствено знаење, дали тоа Јас мислам денеска дека новите генерации многу ги плаши и дека всушност немаат некое трпение. Значи научени се, тие се, нели, на телефонот и само вака 30 секунди нешто, ако е премногу. 15 секунди ај ќе го погледне, ама 30 секунди веќе вниманието му избегува и не знае што да прави. Губат фокус. Дури фокусот им се менува и на повозрастните, ако, нели, интензивно навлезат во таа приказна каде што се оди со брзина на светлината. Ајде да откриеме малку сега за бридж. Рековте дека ние си го знаеме оној плажа бридж, оној тераса бридж, двор бридж, нели, каде што буквално се седи и представува еден вид друштвена игра. Вашиот бридж е нешто сосема друго. Која е историјата и кој е тој бридж кој што всушност ве носи на интернационални надпревари? Па, бриджот, всушност, како што денеска го знаеме, е воспоставен 1920 година од Харолд Вандербилт. Тој бил железнички мангант, имал бил американец, втора генерација, собственик на пруги, на железнички возови и така натаму. Тогашната дигитализација. Тој имал и многу пари и можност, нели, да ја учи и да ја развива играта. Тој тогаш интересен факт е дека бил на крстосување и ја знаел играта. Бриджот е развиен од така наречен вист, кој се играл многу порано во Англија и во Америка. Особено Англија, благородниците го играле вистот најмногу. И тој од таа игра вист, нели, потоа го има развиено овој моментално бридж, кој што, нели, понатаму доживеал и други подобрувања, но основите на овој бридж ги воспоставил на крстарење. Немал што да прави и размислувал како да го унапреди бриджот. Тој ги воспоставил овие ова црвено. Добро. Имаш повеќе награда, зелено имаш помалце награда. Тие се работи кои што тој ги додал. Значи, вие го играте на Вандербилт, всушност бриджот. Да, цел свет го игра тој бридж. Зборуваме како натпреварувач. Се нарекува контракт бридж. И масовно почнал да се игра некаде после Втората светска војна и во 1958 година е формирана и Светската бридж федерација, во која што членуваат огромен број на земји и во светот моментално има некаде околу над 5 милиона бридж играчи. Има најразлични турнири, се игра
скоро секоја земја има свој турнир. Дури ние, како мала земјичка, имаме организирано меѓународен турнир во Охрид. Каде што е ични, ајно знам дека нешто подоста ќе проговориме и нели за вашите учества, нели во Белград се оди и ќе ни откриете каде се сте биле. Но еве сега вака. Откривме каков бридж играте. Како продолжува вашата бридж игра? Како кажам, кариера? Се запознавате, ги стекнувате основните знања и како почнувате едноставно да сваќате дека ова е тоа во кое што сакате сериозно да се посветите, да станете дел од таа една заедница која што не е мала и во светски рамки, па не и кај нас. Едноставно, нели, желбата да напредуваш. Всушност и ние, да речеме така, почетокот на 90-тите години почнавме да играме и дознавме, нели, дека има бридж клубови во Бугарија, во Грција, во Србија, нели, секаде околу нас. Првите турнири на кои што одевме беа во Бугарија, во Софија, Стара Загора и кога ќе одиме таму, одиме, нели, 2 коли, 3 коли, ќе се собереме и тоа е едно прекрасно патување на кое што се дружиме, кога играме таму, потоа си ги раскажуваме бордовите што сме играле, па се смееме на некој што направил некоја глупост, па понатаму со другите бридж играчи се дружиме, создаваме пријателства. Како го паметите својот прв официјално за вас прв натпревар? Во пари игравте, кој ви беше партнерот, како поминавте со оглед на тоа што секогаш првото, верувам, никогаш не се заборава. Па, првиот турнир беше во Софија, бевме во студентскиот универзитетскиот град, таму имаше некој турнир. Јас тогаш играв со мојот кум, сега што ми е кум на мене и на сопругот, имаше разни ситуации. На крај прво идевме надоле, завршивме на последна маса, пошто почетници не знаевме што правиме. Па потоа се вративме назад и така да осцилираше играта, да. Бугарите имаат огромна бридж федерација и многу добри бридж играчи. И на врвоце во регионот? Да. Во регионот и на светско ниво се меѓу првите во ова игра. Бриджот е игра која што е признаена од Олимпискиот комитет на ниво на шахот, е умствена игра која што се игра и не се игра на олимписки игри, но бриджот има исто своји олимписки игри. Се играат секоја четврта или престапна година, како што се играат и олимписките игри. И се викаат Вандербилт Кап, во чест на Вандербилт, основачот на бридж, и кој што на првите олимписки игри во 1960 година во Турин, Италија, поклонил пехар огромен, кој што нели е преоден и се дава на победникот на турнирот да го чува следните 4 години. Така. Како се одвива паралелно сега кога почнуваат првите надпревари, дали тоа значи дека завршивте со своите студии? Или во студентските денови веќе почнува, нели, вашата надпреварувачка кариера во бридж? Па, јас кога почнав да играм веќе имав завршено со студиите, веќе бев вработена. Но веднаш, значи, колку што ми дозволуваше, нели, слободното време, го користевме за учење на бридж. Игравме 3 пати неделно, игравме понеделник, среда и петок, по 3-4 сати во денот игравме бридж сите, значи бевме многу ентузијасти во тоа. Каде се собиравте? Дали тоа го правевте кај некого дома или имаше? Не, ви кажувам, тоа беше Б5 клуб на електротехнички машински факултет. Каква е неговата судбина денес? Па, денеска тоа е некоја барака, лабораторија за нешто друго, не постои, мислам, многу одамна. Ама така, од тој клуб во друг, поглавно одевме некаде каде што
зашто не можете дома да го правите тоа, затоа што тоа е само може дома да најдете 2 маси, нели? А ние бевме 10 маси. Односно 40 луѓе да речеме. Така бевме многу луѓе и требаше да се најдат. Секогаш се практикува слободно, ќе кажам, тоа вежбање баш во таа форма или се случува да речеме со својот партнер или како што велите? Можете да со партнерот да си направи, значи секој бриџот е во главном партнерска игра. Мора да најдете човек со кој што ќе можете да бидете да сте на исто ниво во разбирањето на бриџот и да можете да си како да кажам, да имате исти амбиции на некој начин. Да ги прочитате истите книги и да ги следите истите правила. Бридж играчите во главном во оваа игра имаат, се вика тоа, конвенции. Начин на кој што вие на својот партнер ќе му раскажете што држите во своите карти. Што имате? Дали имате 5 карти во пик, или имате 1 карта во треф, или имате 3 карти во срце. Значи, тоа мора да му го раскажете на својот партнер со почетниот начин на договарање. Се вика тоа лицитација. Лицитација, да. Добро. Во бриџот прво се лицитира. И еве овде вака на овие карти, гледате, пишува овде дилер. Значи, тој е првиот кој што почнува да кажува што има во своите карти. Има, сега јас ќе ви покажам уште нешто, кое што... Колку долго време ви е партнер, бридж партнер или... Па јас имав најразлични бридж партнери, не сум била само, не сум играла со еден партнер. Може да го менуваш партнер. партнер. Може да го менувате партнерот. Мене повеќе ми беше битно да го зголемиме членството и да ги одржам да останат членовите во бридж клубот. Значи, сакав и оние кои што не знаат многу бридж да останат во бридж клубот само заради дружбата. Играв со послаби партнери за да може да останат, да не си отидат. Тоа е нешто како со сестрави, нели, да победува, само да остане да играва карти. Да, само да остане. Значи, лицитации ова е нешто што се вика лицитација. Овде, гледате, постојат најмало нешто што е еден треф најниско. А највисоко е 7 NT, што овде пишува, тоа е no Trump на англиски, односно без адут. Да објасниме дека тоа не е Трамп. Не е Трамп, не е Доналд Трамп, туку е како Трамп како адут и е карта која што е поглавна од другите карти. Во бриџот е адутска игра, не знам сега колку гледачиве на овој подкаст знаат што е тоа адутска игра. Да речеме, ако играле бељот, ако играле преференс, се тука некаде ќе им е јасно за што зборуваме. Но ако нема такво познавање, адут е следново. Јас кога имам во раката ги држам овие 13 карти. Интересно како се спакувани во ова повеќе карти, значи точно по 13 карти. 13, добро. Точно по 13 карти. Вака. Кога имам 13 карти, еве ги картиве. Вака. На мојот партнер морам да му објаснам што имам во мојата карта. Ги покажуваме, значи. Добро. Не му ги покажувам. Не, му објаснувате. Не, јас му објаснувам. Јас си ги држам картите и сега. Што е важно во бриџот? Кецот е 4 поени. Попот е 3 поени, дамата 2, џандарот 1. И јас си ги бројам поените. Треба да ги избројам сите поени. Многу е важно да си ги изброите поените и да знаете колку поени имаме. Овде во оваа карта јас имам 16 поени. Добро. Со тие 16 поени има лицитација која што специфично кажува дека јас имам 16 поени и дека моите карти немаат пета боја. Значи јас имам 2 кари, 4 пика, 3 херца и 4 трефа. Немам пета боја.
Значи немам 5 карти во иста боја. И јас на мојот партнер, кога ќе отворам, кажувам еден без. Аха. Значи, он знае дека јас имам 15 до 17 поени и дека немам ниту една пета боја. Јасно. Така, тоа е лицитација. Тоа го знаат и противниците. Јас не смеам да лажам. За разлика од покерот, еве, кој што Да. создава илузија на добивка или губиток, кај вас вистината е Јас не смеам да лажам. Значи, ние пред да почнеме да играме, имаме ливче на кој што имаме напишано се што ќе кажам, што значи. Тоа треба да му го дадеме на да им го дадеме на противниците. Тоа се вика convention card. Карта, лист со сите наши лицитации. Дали тоа значи дека имам 5 карти во пик, дали значи дека имам еве вака карта која што нема нема 5 карти во неја. Дали значи дека имам некој сингл, односно една карта во таа боја и така натаму. Значи се тоа е напишано на хартија и тоа го даваме на противниците. Они можат да прочитаат и да видат точно, и противниците нас не го даваат тој лист исто така. И да прочитаат, да видат што јас со секоја лицитација можам да кажам. Сега, можам да лажам. Ама тогаш го лажам и партнерот. И сега, ако во некоја ситуација јас проценам дека е добро да излажам, можам да излажам. Но не знам дали мојот партнер ќе ме свати како што треба, правилно. И тоа е ризик. Така направил Зија Махмуд, кој што е многу голем и бридж играч, кој што е победувал многу пати на разни турнири. Во некоја ситуација проценил дека со ништо карти ќе ја отвори еден без. И ги излажал и противниците и партнерот. Како покераш настапи. Да. И успел да заработи доста поени на тој начин и тоа се вика psych bit, односно лажен бит, нели? И потоа е познат Зија. Постојат ли како Зија еве играчи кои што направиле историја и направиле револуционерни потези кои што понатаму се зборуваат и се користат како потеке во војна Зија? Па да, секако има многу играчи кои што се легендарни во бриджот. Јас донесов овде и една книга Bridge with the Blue Team. Blue Team е италијански легендарен бридж тим кој што победувал многу пати. И во оваа нивна книга овде, Bridge with the Blue Team, што ја имам јас овде, има објаснето такви ситуации кои што ги направиле читајќи ја психологијата на масата. Значи, вие мора да бидете присутни. Значи, најважната работа во бриджот е да бидете присутни, да пазите, затоа што вие кога играте, мора да ги броите картите. Мора да броите. Ако изиграна кец каро и другите играат, значи 4 карти каро прошле, од 13 останале уште 9. Така? Значи неверојатна мокна запазување треба да се има, концентрација. Треба да се внимава, концентрација. Значи кога ќе изиграте една карта, кецот прошол, двојка прошла, седмица прошла, деветка прошла. Затварате. Играте втора карта. И прошло тоа. Рачунате. Значи морате да ги броите сите 52 карти. Сега некако сваќам зошто изгледа стравишно, особено за генерациите кои што се научени да скролат, дури тоа што ќе им одмене не останува во меморијата. Така да ова е фантастично, не случајно во категорија на шах, бидејќи е предизвик и умствен предизвик, но има и многу бенефити за развој на мислата, одржување на концентрација и колку и да звучи неверојатно за младите, секако се препорачува и како лек кој што превенира од деменција, затоа што мозокот е мускул кој што бара мислење
а не Да. готови информации. Да ви кажам право, не можете да го научите бриджот. Цел живот да го учите, не можете да го научите се она што има, сите комбинации, сите можности, секоја карта што ќе ја изиграте, секое делење е различно. И никогаш во животот нема да ви се повтори исто делење. Многу интересно што кога еве зборувате за бриджот, многу од него може да се извлече и за животот. Колку Да. учите од бриджот за животот, бидејќи во животот има ситуации кои што не се повторуваат и повторно учите нешто ново. И повторно носи нешто животот ново. Да, играта бридж го отсликува карактерот. Значи, каков сте бридж играч, ќе покаже односно како ќе реагирате на било која ситуација во животот. Како реагирате на партнерот, како реагирате на картите. Па еве во љубовта, нели, ја имаш вистинскиот адут го има во себе, тоа секогаш се мисли, нели, Да, како на адут. вистинската, да, па ете го зборот. Да. И да речеме, еве, сигурно ќе биде интересно како би ги профилирале вие од ваше лично искуство бридж играчите, по што се препознаваат какви се во љубовта? Низ играта зборувам. Еве, слободно, по ваша процена. Како може да се препознае? Па, не сум баш сигурна дека за љубовта нешто, него за како влијаат, како играта во бриджот ги покажува всушност сите карактерни особини, да речеме. Кога некој е многу нервозен, вика на партнерот, тоа е индикација дека да, се случува луѓе кои што, знаеш, да речеме, ќе ги изигра партнерот нешто што не треба, ќе почне да му се дере, да вика и така. Тие и така се најголем тест за трпението, колку трпели. Да, треба многу трпение за да нели играте бридж. Но има многу и нетрпеливи кои што викаат, се дерат и затоа нели се менуваат и партнерства, да речеме, кога ќе долго време играте со некого, а тој не сака да го прави тоа што вие сакате да го правите, не е толку амбициозен или не е толку не ги разбира толку картите и така ќе доста ми е, ќе играм со некој друг, па си барате некој друг партнер и така. Така да тоа е. Постои ли некој кој што, да речеме, во вашата заедница е најомилен партнер, кој навистина е одличен, трпелив и сите го посакуваат да име комбинација во надпреварите? Па, постојат ли такви луѓе? Поглавном не е тоа да еден играч со кого сакате да играте, него треба да се сложите со тој што играте и така да почесто има партнерства кои што се постојани, но од време на време луѓето менуваат, нели, со кого сакаат да играат и така да напредуваш, да смениш, да и се менува, да речеме, ќе го сменат и системот. Играат еден систем, па ќе пробаат да играат друг систем и така да има и различни системи, нели, можете да тие лицитациите што сте е исто како човечкиве јазици, нели, како да речеме имате англиски, имате германски, француски и така натаму, така во бриджот имате различни системи, да речеме има стандард Американ систем, потоа има Precision кој што повеќе се игра во Бугарија, па потоа имате 2vs1 кој што се игра во Европа повеќе и така да има различни системи, како што има различни јазици на светот, има различни. Интересно дека ќе се сложиме бриджот некогаш бил игра на елитите, особено страствени играчи се и кралицата Елизабета, која била апсолутно посветен бридж играч. Да. И сега сосема е логично. И кралот Чарлс сега, не принцот Чарлс. Да, кралот. Едноставно, еве, низ бриджот, сушност се покажало дека Елизабета и како ги има сите карти во своја рака. Да. Дури и по смртта, што значи дека навистина бриджот е привилегија на луѓето кои што се мисловни, јас така би кажала, и луѓе кои што сакаат комплексни предизвици и
Вселената има граница, ако воопшто постои. По Да. тоа кој сака да игра Да, бридж. да, дури така е, ако сакате да играте бридж, можете да играте и во Вселената, така е, сега заборев која година беше, некој астронаут барал од Америчката бридж федерација да му ги испраќа делењата и ги играл во Вселената, така. А страстни играчи се исто Ворен Бафет и Бил Гейтс. И тие имаат играно многу пати на разни турнири, еден против друг, еден Добри заедно. ли се во бриджот? Да го не се врвни играчи, но го промовираат бриджот затоа што се познати личности. Од други познати личности, сега не знам колку младите го познаваат Омар Шариф како глумец. Ако доктор Живаго, доволно да го спомнеме име. Така, тоа е еден од исто познатите бридж играчи. А во минатото, значи, бриджот бил привилегија на благородничката класа. Таму се играло, значи, ти имале и време, затоа што за да научите бридж треба време. Треба време и немале Бара посветеност. посветеност бара, време бара. Постоеле така точни поделби, оние кои што не биле благородници, целата енергија им се трошала, немале ни услови. Да, немало Нели, сега услови, е немало поинак- можности, сега е модерното поинаку, време. да. Сега малку ќе ве прифрлам унаму каде што е вашиот друг свет, бидејќи вие сте навистина жена која што е исклучително успешна во повеќе сфери. Бриджот е, нели, она пошто можеби сте популарни и навистина е интересно, тоа ве прави оригинална. Но воедно во кариерата еве се покажа дека сте биле исклучителен визионер, сега сте и програмер. Почнувате интересно во младоста, работите како професор во култната Скопска гимназија Раде Јовчевски Корчагин Да. и предавате Па информатика. предавав, да, програмирање. Тогаш имаше, имавме во Јосип Брос информатика, значи во Корчагин Во Корчагин имаше повеќе предмети, јас предавав 2 предмета, програмирање во Basic и автоматска обработка на податоци. Значи, тие беа 2 предмета. Во Корчагин... се сеќавам на тоа автоматска обработка. Дури се сеќавам на периодот кога пишувавме на таблите што ќе ти одговори компјутерот, бидејќи нели Немаше компјутери. Немаше компјутер. Немаше компјутери, така е. Но во Корчагин во тоа време веќе имаше училница со партнери кои што беа во мрежа и потоа и првите XP дојдоа таму, додека јас бев. Потоа јас се преселив во статистика. 91 година требаше да се направи првиот попис во независна Македонија, но тоа се изјалови, па дури 94 година се направи пописот, ама јас до тога... Кога ве слушам, 91 година е посебна година за вас. Да, Тука многу е работи. првиот попис, осамостојување на Македонија, така да 91 година, дали тоа значи дека е година и кога стапивте во брак со Огле? Не, тогаш до душа не стапивме во брак, но се станавме дечко и девојка 91 година. 91 година, не знам, има да се ви апсолутно. Неверојатни се човечките судбини, тоа го покажува и вашето. Огнен е човек кој што ви го донесе бриджот со оглед на тоа што ви е партнер, или вие рековте ако ме сакаш мене, Мора да учиш бриджот бридж. да го сакаш. Не, не сме партнери во бридж. Тој си игра со свој партнер, јас играм со други партнери. Со него не играме. Подобро да не. Подобро да не играме, за да си го држиме бракот стабилен. Пукале ли бракови, да речеме, ради бридж комбинација? Еве има секакви приказни човечки. Да речеме, Можно е, љубовни можно е. парови да си се партнери во бриджот. Па јас, колку што знам, има доста партнерства, нели, и тоа славни партнери кои што играат бридж и се сопрузи. Има и кај нас, нели, парови кои што и мажот и жената заедно играат бридж, но не е честа појава.
не е вообичаена појава. Јас мислам дека умно правите, подобро да не никако, барем ке имате зашто да зборувате како сте поминале на друга маса со друг партнер, Да. отколку расправиете како можеше и зашто Зошто не ја изигра двојката керцкога, требаше да изиграш тројката пик. Огнено, тие кругови беше или вие му ја влеевте страста за бридж да се посвети онака како ви? Не, они беа страстни белјот играчи со сега да кажам нашиот кумашин, пошто ние сите сме со кумат Ова кумашинот. ми личи како студената војна некогаш во рамки на игри со карти. Да. Значи белјот е руска игра која што нели има оставштини во битола си игра, ама бриджот е слободно ќе кажам кралица Елизавета Да, синоним. кралска игра е, Кралска значи игра сега, да, Како Англија. да се водела некоја студена војна во однос на картите, нели, кој тип на игри ќе се игра. Значи, они предходно, ние кога се запознавме, нели, пред да почнеме да играме, ние се запознавме, да речеме, 90-та година, тука 91-та игравме белјот. Пошто сите знаевме белјот, игравме белјот. И таа 91. да, 91. И кога разбравме за бриджот, почнавме да играме и бридж. И едноставно сите, мислам ние цело друштво што се знаеме, бевме многу заразени со белјот. И кога почнавме да играме бридж, некако го баталивме белјотот, а и денеска го играме нели како релаксација, затоа што белјотот се игра со 32 карти. Тоа се 20 карти помалце од 52 карти, нели? Полесно. И многу е полесно да се запамтат картите, да се знае што прошло, како прошло, и белјотот се игра во четворица, и адутска игра. Кога зборуваме за вашата кариера, еве како изгледаше да се биде програмера во раните 90-ти? Бидејќи тогаш нели е зародишот, јас се сеќавам дури во на комуникација се појавија некој мирц. Да. Пејџерот беше дигитализација. Невидена. Се појавија првите мобилни телефони Nokia како цигли тешки. Да. Така да вие сте практично дел од зародишот на дигитализацијата и во нашата земја. Да речеме на факултет првите програми беа на дупчени картички, програмот беше волку висок, да рече, на компјутер кој што зафаќаше цела соба. Дупло колку студиово, каде што влезната единица, односно тастатурата на која што куцавме беше во друга соба, а компјутерот во друга соба, принтерот во трета соба и така натаму. Тоа е првиот компјутер на кој што ја програмира. Така. Но тој е ентерпрајзот за кој што вие собувате. Да. И така. Но понатаму брзо се менуваа работите со светлосна брзина, нели, почна првите, тоа беа некои партнери, беа од Ниш дојдоа од Србија, потоа почна IBM-овите XP, AT, па и Macintosh, и така натаму. Значи, работите брзо се менуваа. Но првата работа јас што ја имав во статистика, да речеме, на компјутер, беше исто така на голем компјутер кој што имаше терминали, немаше значи не компјутер како сега што имате, него вие пишувате нешто на екранче некое кој што оди некаде на практично како пешки да оди, така изгледа. Некако така беше, како пешки да се оди. Тоа беа првата работа моја беше на Unisys систем во статистика. Од таму се префрлив, Палер бара раководител на секторот за АОП, се префрлив во Палер Македонија, првата авиокомпанија македонска, не знам колку луѓето се сеќаваат на црвеното авионче со жолтото лавче на опашката. Таму веќе имаше IBM-ови компјутери, мрежи, рутер, нели, поставувате рутер на кој што поврзувате повеќе компјутери и сите се поврзуваат на една глобална мрежа, веќе почна интернетот да се појавува. Првото програмирање на рутерите и на модемите беше преку
џампери, како да кажам, се имате тука, го отварате, го гледате колото и викате сега овде ќе го затворам ова коло ќе го отворам, за да може да работи ова, да не работи она. Еве, во тој период, да речеме, колку вашата професија беше барана надвор, бидејќи сега, ако никогаш имало петорица што ителе кон природно-математички, сега се врвулици, значи на електро... 5000. Да, сега е, како да кажам, како некогаш кога имаше огромна побарувачка на филолошките факултети, особено за англиски јазик, па економски, значи тоа беше навистина едно пазарот на трудот, тоа бараше. Да. Па еве, во тој период, дали всушност па да, побарувачката како беше... размислувавте вие програмерите со оглед на тоа што навистина и денеска вашата професија е кралица во моментот на професијата? И то време, мислам, мене, јас уште немав завршено, ме бара да се вработам, и имаш и барања за во странство, но јас мојата иднина си ја гледав во Македонија некако, а и нели работата што имав прво, да речеме, нели си барате што да се работите, каде да работите, она што го работите да ве исполнува. Значи најважна работа во работата е работата што ја работите са бајле кога ќе станете да сте среќни што одите на работа. Не е да станете пакли таму ќе одам. Било дека кога го работиш тоа што го сакаш, едноставно тука престанува да биде работа. Да. Задоволство, среќа, исполнетост, а јас, значи, почнав така, нели, прво работев во Корчагин, па не се најдов себе си таму, не ми беше баш некако не се најдов програмирски, како професор, не се гледав како професор, повеќе се гледав програмер. Па во статистика почнавме, ама таму ми кажувам некако работата пописот се изјалови, работите стана секој ден се по исти некако и почнав да си барам и нешто друго. Па ова Палер ми изгледаше нешто многу интересно. И таму, да, навистина, прекрасен период во Палер, патував во сите представништва, ги учев луѓето да работат, значи на 3 континенти сум патувала со Палер, сум одела на најразлични места, со најразлични луѓе сум се среќавала и навистина прекрасен период, многу ми беше жал што компанијата се распадна. Така, но можеби се по трагедијата некако тргна надолу. Но еве ќе прашам, бидејќи сте имале можност да патувате по континенти, сега да сте се го носеле, верувам, и бричот со себе. Односно, дали кога ќе имавте време за себе во тие деловни патувања на 3 континенти, прво што правевте, дај да видам каде има брич заедница. Да, секако. Најпрво тоа. Така да, сум играла во најразлични клубови во светот. Дури, нели, во Њујорк, на Менхетен. Се да ми раскажете, тука не е вака летачки како авионски лет, кој трае кусо, туку ева, што би издвоиле, каков е предизвикот, како ги наоѓавте со оглед на тоа што сега е полесно да најдеш, доволно е да кликнеш Google Maps, тогаш се било пешки. Да, па дури за програмерите. Повеќе пешки, локалните жители, нели, ќе ги прашаш дали има ваму бридж клуб, дали има онаму бридж клуб и така, и ќе се подраспрашаш, ќе ти кажат, наречеме во прва работа кога се вработи во Палер, ме пратија во Атланта на обука 2 месеци да го научам системот што треба да им го предавам на луѓето во Палер, како треба да се извршат резервации и тие работи. Нормално кога пристигнав таму, прва работа што направив да побарам бридж клуб. И така да во Америка имаат огромна бридж федерација. И многу клубови, многу играчи, така да е многу лесно да се најде клуб каде што ќе играте. Така и имаше во Атланта, малце подалеку од таму кај што јас бев, но тоа не ми беше пречка да одам, да се дружам со луѓето и да играм бридж. Да речеме, дали ваквите клубови се затворени, да речеме, кога ќе се спомне клуб, се мисли сигурно некоја затворена заедница која бара некоја лозенка, па треба да, нели,
оние джентлмен клубови, па треба Така, да така. исполнуваш, не знам. Не, бридж Не. клубовите се многу отворени, секогаш сака да ви Тоа е убавината. помогнат значи ќе ви најдат и поради тоа што бриджот е нели партнерска игра, мора да имате партнер, ќе ви најдат некој со кого можете да ќе раскажете каков систем играте, они ќе гледаат да ви најдат некој кој што игра сличен систем или ист систем ко вашиот и да можете да се разберете, да можете да играте и така. Така да тоа е интересно. Нью Йорк го чекам. Да. Како се случи, еве, каде се сте играле во некој... Во Њујорк игра во еден бридж клуб на Манхетен Бридж Клаб се викаше. Ова звучи до сега многу елитно, Манхетен, Нью Йорк клуб бридж. Да, бев таму по друга работа, значи не е палер, не е мојата работа, туку бев како членка на една меѓународна организација Zonta International, организација на жени менаџери кои што имаше клуб и во Македонија. За жал не постои повеќе. И таму имаше годишна конференција на која што бевме сместени во Мериот и таму бев некои 2 недели и сега викам добро, што правиме сега ние навечер. Сите жени одат на шопинг, ви одите на бридж. И го најдов овој бридж клуб и неколку пати. Прво нели отидов таму и ми даде еден партнер кој што со партнерка со која што играв. И нели не знаја колку ја знам и бридж и така натаму. И нормално се плаќа котизација. Ние игравме, завршивме први, си земавме награда. Другиот ден кога одам, другиот ден одам, сите сакаат со мене да играат. Вие, дали постоја лобирање да останете во Нью Йорк и да доминирате таму и да... Не, секако не, нели? Како бридж играч. Да, но интересно беше што партнерката моја во тоа време се играше на ACBL, на Америчката контракт бридж лига турнир. Њујорчанка беше или како? Да, Њујоркчанка беше жената. Се играше турнир во хотел блиску до Мериот и не пријави нас двете да играме таму и завршивме први во нашата група. Неверојатна приказна. Одлично, ова е кариера. Иве сега да прашам во однос на нашата земја, да речеме бридж тиму репрезентации, издруженија, како и да кажам, сепак вие представувате земјата и верувам постојат ли сте и места на кои што котираат земјите во однос на бридж. Ние сме многу малку бридж играчи имаме. И проблемот Што значи колку имаме ние бридж играчи во земја? На почетокот имавме така некаде околу 40-50 луѓе кои што знае играа бридж. И многу исто освен Љубиша Ивановски во нашиот бридж придонесе и госпоѓа Мерлин. Она беше американка која што живеела во Сплит. Па за време на бомбардирањето на Сплит се дојде во Македонија. Мажот ти беше воено лице и се од Сплит се преселија во Македонија. Како американка и членка на Америчката бридж лига, таа не зачлени и нас, сите други, поради тоа што Америчката бридж лига има правило, ако во еден бридж клуб има барем еден американец, тој бридж клуб може да стане дел од Америчката бридж лига. И како таква, она не зачлени сите нас во Америчката бридж лига и ние добивавме поделби на карти, значи како што се вака наредени, добивавме да речеме, еве јас имам тука уште нешто што мислам дека може да го покажам. Извинете. Ете вака. Ова се наредени. Тоа се практично како 4 маси, така, ова што го гледам. Да, ова се картите. Во на една маса, сите четворици играчи кои карти треба да ги чуваат. Така. Значи, кој играч кои карти треба да ги има. И такви поделби добивавме од испратени од Америчката бридж лига, ги редевме во овие кутии и потоа игравме турнир.
И потоа се рангираше, значи нашите резултати се рангираа со сите клубови во Америка, колку ние добро сме изиграле. На какви играчи сме, можеби не сме многу бројни, ама и во нашиот клуб има навистина многу добри играчи. Еден од подобрите играчи кој што за жал веќе не е меѓу нас беше Павле Груевски. Одличен играч, одличен стратег и многу се трудеше да бриџот се промовира во Македонија. Со него сме биле тука сме биле во Телма, сме го промовирале бриџот. Тој се трудеше да ги учи луѓето, да им го приближи бриџот, ама некако кај нас после 2000-та година ние некако многу закаснивме. Требаше 90-тите години повеќе да се трудиме да го промовира. 90-тите барем она опашка временска, да речеме, пост СФРЈ распадот и првите години 10 од осамостојувањето, како да има жар, бум, се некако се развива, па дури еве и вие сте имале можност својата визија да остварувате интернационално, меѓународно, да се надоградувате и да го пренесувате знаењето и како програмер, односно да ја развивате таа приказна кај нас. Истото важи за бриџот и најверојатно за многу нешто. Да, тогаш да речеме ние отворивме, имаше бридж клуб во Охрид, имаше бридж клуб во Куманово, бридж клуб во Скопје и се трудевме некако да регистрираме бридж федерација. Затоа што федерација може да регистрираш, нели, барем ако има неколку клубови. Не, имаме бридж федерација секако. Немаме бридж федерација, имаме само еден клуб. Сега постои само еден клуб, нема федерација од еден клуб да се направи. И проблемот е што можеби ние тогаш во 90-тите всушност самите учевме бридж и повеќе се трудевме да го научиме бриџот отколку да направиме масовност, а по 2000-тата некако веќе почна повеќе интернет и останавме со тие играчи што во 90-тите се формира, а тие се повеќе и повеќе се разречуваме и тие што играле, некако луѓето почнаа повеќе да со работа, со... Јас мислам дека и како што никогаш, како што времето се одбројува на пред наша ера и по наша ера, ова некако му доаѓа и пред ковид и по ковид. Да, и така. Некако пост-ковидот можеби најмокниот синдром е тоа што луѓето како да се згрчија и се смени, како да се смени и менталниот склоп, некако се смени нешто и тоа не е само во нашата земја, туку и глобално. Сега, дали се сменија, да речеме, интересите и во светот, како што кај нас е во пат бриџот, дали е во пораст, мене ми се чини дека секогаш се негуваат тие традиции, без разлика што и да се случи. Дека ние не отсликуваме реалната слика за бридж во светот. Јас мислам дека и на светско ниво се намалува бројот на бридж играчи и не е толку како порано, да луѓето, но сепак, нели, поголемите земји имаат можности. Еве да речеме во Бугарија. Бриџот е игра која што се промовира во училиштата. Во Србија исто има бридж школи прилично, во светот исто така. Сте размислувале ли како клуб еве да си дадете шанса и да бидете визионер како што бевте за програмирањето и информатиката, да направите една бридж школа, која што да речеме ќе биде отворена и за возрастни, особено многу пати сме пробувале, но луѓето некако како да немаат време да одвојат, за бриџот треба да одвоите време. Значи треба да се прочитаат вакви книги кои што добре, како информатичар да речеме, сега тоа ќе звучи многу грубо, ама можеби пристапот дали да се упростат работите, да се направат онлайн поатрактивни и особено да ги активираме и повозрастните, кои што да речеме, нели, влегувајќи во онаа трета доба, а сепак 60 години и далеку од длабока старост, би можеле себе да си дадат шанса како што одат на хор, да одат на бридж и да имаат многу бенефит за своето ментално здравје и да се борат против деменцијата. А младите да си дадат шанса да бидат
Нешто да друго видат освен- како ни било освен нас компјутер. кога имавме реална интеракција. Да. Бидејќи морам нешто да ви откриам. Знаете, најверојатно секогаш оној како прасок нешто ќе ескалира во смисла кога се е онлайн, интернет, некако генерација Z сега пројавува, дури и на Инстаграм постојат профили каде што сакаат да го уживаат она ние што сме го имале, а тоа да бидат офлайн. Па, тоа е добро. И тука всушност еве да се даде приказната Бриџот љубови, дружења, патувања. Да, ние многу сме се дружеле како Бридж заедница, многу се дружевме. Се организиравме викенди во Маврово, во Охрид, бридж турнири на кои што доваѓале и другите членови на на фамилијата кои што не се бридж играчи. Ние играме бридж, тие се шетаат, се дружат, потоа после играњето бридж правиме скари, дружби, така да... И верувам се раѓаат и љубови и пријателства, значи доживотни така. Така да многу убави спомени имаме од таа бридж дружба. Но сега бриџот е исто така и онлайн има, бридж клубови онлайн има. Еве, за онлайн да речеме дава можност, тоа е предноста, да ти можеш да играш со целиот свет, да речеме. Да. Не треба да патуваш не физички. треба никаде да патуваш, се дружиш со луѓе од сите континенти, се запознаваш и понатаму да речеме, што знам, се запознаваш со луѓе од сите земји во светот. Ако случајно одиш во некоја земја, може да се јавиш, ја доаѓам таму, каде да речеме и да се видиш со човекот, ќе те однесе у бридж клуб и така. Така да постојат многу бенефици и од играњето онлайн, кој што е многу поразлично од сите други онлайн игри, нели да речеме ако играте било која онлайн игра, имате 5 секунди играте, 15 секунди имате реклама, па се нервирате. На онлайн бридж на сајтовите немате реклами. Нема да ви се случи да ви прекина. Не може музика да слушаш. Не може да ви ја прекинат играта со 15 секунди или 30 секунди или се ако што има два пати по 30 секунди реклама и така. Ќе ви се обретам како Лоли, бидејќи така ве викаат, нели, оние кои што добро ве познават. Лоли, вие се покажате уште еднаш визионер. Не застана секај програмирањето. Вие некако знаете кога слушам какви одлуки донесувате на што да се посветите. Значи прво со бриџот докажавте дека и такако за вас нема лимит кога станува збор за употреба на логика, психологија и желба или да се навлезе подлабоко. Да не се остане нели на површината мислот. Како програмер исто одлучивте во време кога сите беа економисти и доктор треба да бидеш, што не е лошо, ама економисти вие... и правници и доктори, да. Ама вие докажавте дека сте и тука визионер, кој што сега всушност се покажува. И преку вас имам чувство како да го вашите професионални одлуки, она што ви од интерес, како да го гледам патот на она еволуција што ќе ни се случува допрва, односно ќе го потврдите она дека селаните ќе го спасат светот, вие и се враќате на земјата. Значи од информатиката, обработка на податоци, стисни ентер, вештачка интелигенција и што се не, вие како да имате талент да ги гледате однапред работите, што е тоа што е следно. И кај вас тоа веќе се случува, ви одгледувате малини? Да, јас се вратив на земјата. Од дедом и прадедом имаме земја во Кочани. И поради тоа што видов дека таму нели веќе пропаѓа земјата, никој не сака да ја работи, решив кога завршив работев во една фирма за телекомуникации странска, кога ја затворија канцеларијата во Македонија, размислував што понатаму, што да работам, каде да одам. Не се пронајдов во нешто друго, во информатика понатаму. Мислам не дека не се пронајдов во македонските фирми да работам за информатика.
Има все уште можност да нели тогаш веќе тоа беше 2016, беше пред корона период, но веќе имаше можност да се работи онлайн, да се работи како фриленсер и решив дека ќе продолжам на тој начин, нема да се вработувам никаде. Ви сте неверојатен пионер и визионер. Вас човек треба да ви има и да ве праша што да правам следно. Така да 2016 веќе решив дека нема да се вработувам, туку ќе работам онлайн, што ќе најдам, што ќе ми излезе во пресред и 2018 почнав да размислувам за тоа што да работам во дали ќе биде нешто екстра и тука се пронајдовме со некои луѓе од Тетово кои што почнаа да работат производство на малини и имаше Министерството на земјоделие даваше 50% поврат на средствата кои инвестирате во нива со малини и така почна. Се покажа ли малините како одлична одлука, како што се покаже и програмирање? Па за профитабилност се уште не, затоа што затоа што јас почнав без ништо што се вика. Посадив 1 хектар малини, а немав ни трактор, ни за обработка, ни за ништо. Све со изнајмување, позајмување. Ние сме земјави, тоа ќе го искористаме, еве вие со слободно право можете да зборувате сега од овој агол и за важноста на тоа дека најголемо богатство на ова наша земја, сушност земјата. Можностите да имаме навистина услови, секогаш да имаме храна. И не случајно велат дека нели следните војните одамна, тоа сеќам баба ми уште зборуваше, дека ќе бидат за храна и вода. А ние тоа ги имаме тие можности. Зошто и свртивме грб на тој тип на работа? Зошто одеднаш пројавивме желба дека сакаме нешто на брзина, да сме директори? Тоа го брзи пари, не знам, нешто. Зошто имаме чувство дека треба да бидеме некоја елита кога во светот и како земјоделието создава елита кој што исклучително цената, тики таа ја храни земја. Па јас мислам дека тоа всушност придонесе нели развојот на Македонија и на Југославија после Втората светска војна. Значи во Македонија во тој период се изградени многу фабрики, значи ако може размислите, тоа се железара, тоа се фени, тоа се мемзете, како беше пластика Скопје. Се што тука се произведува. Многу фабрики се отворија на кои што им требаше работна сила. Фабрики кои што вработуваа 2, 3, 5, 6 луѓе и на Охрид, значи Феника Вадарци, значи фабрики кои што многу луѓе бараа. А Македонија колку луѓе има? Така. И тоа масовно вработување во сите тие фабрики придонесе да луѓето од земјата одат во индустријата. Од тука почна всушност. Од тука почна се тоа. Мада во Југославија се уште имаше некоја организирана обработка. Се ценеше агарот, имаше задруги, имаше комбинати кои што работеа механизирано. Земјоделието за да биде профитабилно мора да биде механизирано. Не може да биде рачна, организирано, механизирано. Не може рачна работа. Со рачна работа вие имате некој уникатен производ кој што кошта као Свети Петар Кајгана, нели, што има еден израз. А во денешно време не можете да си дозволите рачна работа. Не може да се дозволи. Апсурдно е веќе. И стандардите и побарувањата во однос на квалитетот веќе не може. Сега тоа нели индустриализација на Југославија, на Македонија придонесе да луѓето излезат од земјоделието, да се работи рачно колку за дома нешто, поради тоа што нели имале плати кои што им ги покривале поголемиот дел. Значи знаете во 70-тите и 80-тите години луѓето можеа да си дозволат да си купат кола, да си купат стан и пак им останат пари да заштедат. И сето тоа придонесе да тој дел земјоделието се
батали. Сега, нели, кога нешто ќе го доведете до 0 или на минус 100, не може одеднаш да стане плюс 200. Сега се зборува за некакви се обиди дека веќе се стимулираат млади брачни парови да добиваат високи суми, како што и во светот мора да признаеме дека и силата во Швајцарија и во Италија никако исто се запоставени. Дали дигитализацијата всушност ќе направи целосна урбанизација или отуѓување од тоа што земјата... Па јас се надевам дека дигитализацијата ќе помогне во земјоделието така многу. Така би требало да биде, да. Затоа што сега како нели нов земјоделец се претплатив на повеќе дигитални списанија кои што каде што гледам дека ова дигитализација и се помагаат многу во тоа да производството биде поавтоматизирано. Значи се произведуваат роботи кои што можат да берат дури јагоди, значи нешто што е толку нежно, така. Постојат машини исто за берба на малини. Ајде малку да, бидејќи сте професионална во информатиката, секако стручна во таа сфера, како вие гледате на вештачката интелигенција, бидејќи сега во моментот кога ми спомнате се произведуваат роботи, нели, кои што со такви специфики се да со суптилност и нежност може да ги без никаква грубост да направат една екстремно брза берба. Роботот нема да му е тешко, нема да бара за јадење. Треба ли да се плаши човештвото дека токму тие работни позиции ќе исчезнат односно со човештвото не треба да се плаши за ништо. Кажете им, Ништо не треба да се плаши. Една позиција ќе снема, друга ќе се отвори. Значи, нашата индустриализацијата, развојот на човековото општество секогаш покажал дека она што иде напред е се подобро и подобро за луѓето. Зар ние сакаме да бидеме некаде во оној темен среден век, каде што вие ќе излезете на минус 20 на реката, па ќе искршите мразот, па ќе перете алишта таму? Зар сакаме таков период? Не кеме. Имаме машини за перење, машини за сушење. Кој сега ќе каже, јас сега сакам рачно да перам алишта? Во рек. Од каде таа идеја? Значи, индустриализацијата, вештачката интелигенција, се тоа ќе придонесе за се подобар и подобар живот на човекот. Нема да биде полош животот. Да, некои работни места ќе ги снема, но ќе се отворат нови работни места. Значи, развојот на човештвото покажува дека ние идеме на подобро, секогаш на подобро. Не е на полошо, постојано идеме на подобро. Да, некогаш луѓето живееле со немало такво загадување, но ние се стремиме сега да го намалиме загадувањето, се смислуваат се понови и понови начини за да се избегне загадувањето. И можеби ќе има еден ден кога ние на оваа планета ќе живееме во една прекрасна атмосфера. Само што не треба да размислуваме да одиме на Марс, туку треба да размислуваме како да ги искористиме ресурсите на оваа планета. Постојат делови на планетава Земја кои што се непипнати. Планетава Земја има, 7-8 милиарди, колку има милиарди на планетава Земја, ама има место за уште 80 милиарди на оваа планета Земја. Дали ви се чини дека човекот е сам на себе најголемо зло и дека најчесто она што било револуционерно откритие, ќе споменеме нели атомската бомба, Ајнштајн гениалецот сигурно не тргнал за да се случат Хирошима и Нагасаки, туку нели за да создава енергија. Дали ви се чини дека човекот некако во природата на човекот е повеќе проблемот каде што работите кои што треба да олеснат најчесто ги злоупотребува и оди сам против себе? Па да, многу така изгледа, затоа што, да речеме, еве кога ќе погледнете, колку има филмови во кои што иднината на човекот се гледа како супер. А колку има филмови за апокалипса, уништување на планетата Земја, за
колку страшно ќе биде во иднината. Можете да наброите сигурно 2-3 филмови каде што се гледа дека планетата Земја ќе се разруши. Ама Хичкок вели публиката ужива во страв, тоа е. Да, ама тој страв и го пренесува на секојдневниот живот. Како ви изгледа нашата земја, еве да искористиме тоа, ви се чини ли дека ние ќе имаме некаков прогрес и ќе ги стигнеме трендовите? Не е нафрлано нели постоење на вештачка интелигенција на фрлени сегменти, туку еве дали сте оптимист дека еве навистина ќе има некаков си напредок или можеби ќе нас спасе тоа што сме вечно во транзиција. Па дури кога ќе има крај на светот, ние во вселената ќе си победиме и ќе си бидеме транзиција, се уште не можеме ние да стигнеме до крајот на светот, рано ние. Па не знам да ви кажам, јас се надевам, многу имам желба оваа Македонија, мислам, толку мало земјиче, како кутиче, може да се среди, да се направи, да биде прекрасна. Но некако, не знам како оној вицон, нели има еден виц, Господ и Свети Петар си прават муавет и вика Свети Петар, шо правиш бе Господе, шо е ова? Абе види се, тука си правам планинка, тука си правам езерце, тука све. Абе вика, како бе нели треба баланс да има меѓу доброто и злото, вика. Чекај, вика, да видиш какви луѓе ќе ставам сега тука. Зборот е за Македонија. Да, најверојатно ние сме во сршта само деструктивни или не се цениме доволно. Зошто како да постои некаков си комплекс на пониска вредност, секогаш сме обесхрабрени, можеби тоа е она како да кажам меморија колективна низ вековите. Не знам, како и да јас сум оптимист, а кога ве гледам вас, тоа е неверојатно дека оваа земја навистина има потенцијал, таленти, визионери. Младите, ви реков, генерација Z сака и ни завидува нам. Може би се оди на добро во однос на олеснување и комфорт зоната, но таа донесе и отуѓување и како да исчезна радоста, фокусот, благодарноста да се биде во друштво со луѓето и да се ужива, да се препознаваат. Бриџот е тоа. Како да ги привлечеме младите, еве, каде може да се обратат, драга Лули, да пробаат да видат како е магично да играш бридж? Најдобро, мислам, ако ние сега како бридж клуб се состануваме еднаш неделно, во понеделници играме во просторија и во Хром. Можат нели слободно да ме побараат мене или да се јават тука кај вас, па да им кажете како да не пронајдат. Дали постои сајт, да речеме, профили на Facebook? Сајт на како Македонскиот бридж клуб нема повеќе бридж страница, едно време бевме ентузијасти, се направивме бридж страница и така. На Facebook нели јас имам свој профил, може да ме побараат секако. Во има бридж онлайн платформи на кои што, значи ако искузаат онлайн бридж, ќе им излезат Bridge Base онлайн има платформа, има неколку YouTube канали каде што бридж познати бридж играчи објаснуваат како да се игра бридж. Има исто така онлайн бридж книги на кои што може да прочитаат нели основните бридж правила и така. Има, значи може и онлайн да се почне да се учи оваа игра. Кај ние за жал немаме бридж страна, онлайн бридж страна каде што може да се види и да се контактира. Еве, дали после Хоризонт можеби ќе почнете барем онака скромно, а вие тоа одлично знаете да го направите, бидејќи сте меѓу пионерите на информатиката тука, како професија. Луле, како постигнувате се? Да ви кажам право, не е многу тешко. Кога сакате нешто, секогаш наоѓате време. Ако за нешто сакате да го направите, ќе најдете време. Не е тоа, немам време, има само 24 часа во денот и така натаму. Ако нешто го сакате, секогаш наоѓате време. Така, вие сте и мајка секако на две кирки, ако не се лажам. Дали тие нешто, еве вака малку патија од вас? За жал, многу ми е крива, ама некако не се заинтересираа за бриџот.
двете работат, поголемата е во правниот свет, таа работи човекови права, меѓународно право, тоа ја интересира. Помалата е програмер. Така да е на вас. Но за бриджот не се заинтересира. Зошто? Затоа што најверојатно го имаат дома. Ја мислам и тоа, кога ве гледат, некако нив им е тоа сосема логично. Не знам, некако не се заинтересира ни за карти, никакво карти играње, нити за бридж, ништо од тоа не се заинтересира. Шах, можеби? Па ништо, ни тоа, ни шаха, ништо друго. Ајде ми се случило ли на пријатели, на роднини, или некој од обкружувањето, или од комшиите, да речеме, едноставно... Па сме пробале, да речеме, нели, помладите членови на, да речеме, мои братучеди, на машми братучеди, да ги привлечеме, да играат бридж, некои пријатели, што се дружиме, и така, ама, дали, може би не сме добри учители. Добро не убедуват. Може би не сме добри учители, може би тоа е проблемот. Дали бриджот е привилегија и на луѓето со високо IQ? А ќе кажам слободно и EQ, односно емоционална интелигенција, бидејќи тука е она невербална комуницација социјален аспект. Противниците. Не сакам да го ограничувам на тој начин, нели, но секако треба да се заангажира. Повеќе е желбата и да се заангажирате, да го прифатите како дел од вашиот живот, како нешто што сакате да одвоите за тоа време. Но факт е дека нели умот е мускул и ќе напредува, бриджот ќе помогне. Како рековме, менталното здравје пред се. И особено добре дојдено, бидејќи, знаете, младоста е толку далеко од староста, па се чини, сите сме биле млади, па се чини дека нели има време, не размислува млад човек. Но доаѓа времето кога сваќаш дека на умот му треба особено поголема му штети вежба, она блење, во екран, во било каков екран, дали е телевизиски или телефонски, не читање, престана и да се читаат книги. За бриджот, кога ќе им речете сега треба да прочитате... Да, прочитајте ги овие 5-6 книги. И каде бегаат, дали... Да. Тука, да. Треба да се употреби некаков ѓаволов трик, најверојатно, за да... Но добро е, секако не треба да бегаме од она што е добро. Ја развива креативната мисла, а вас лично, еве, бриджот, каков бенефит ви донесе како личност? Дали бевте, да речеме, може би посрамежлива, поинтровертна, поекстровертна, не знам. Како ви измени вас бриджот, еве, што ви подари вас? Па, да, од тој аспект, нели, да, на почетокот како мала и така, бев многу срамежлива. Прво, повеќе ми измени предавањето во Корчагин, затоа што таму морав да се сменам прилично. Но и бриджот исто така придонесе за да повеќе внимавам на тоа што се случува околу мене, и придонесе да запознавам многу луѓе, да се дружам со многу луѓе, да стекнам многу пријатели и да поминам многу убави моменти во животот затоа што освен играње, кога играте бридж, после дружбата, после турнирот, дружбата, таа е прекрасна. Со луѓе кои што имаат, нели, исти интереси, седнувате на маса, си раскажувате што се случило, како се случило, разни интересни, смешни моменти на масата што се случиле, или ги констатирате дури отпосле, не сте ни знаеле дека нешто такво се случило, додека сте биле концентрирани, сте играле, а потоа ќе ви кажат, а вакво зашто вакво не направили, вака не направили, што се случи тука и тука, почнувате да си раскажувате еден меѓу друг и да седнувате. Создаваат пријателство за живот. Многу убави пријателства на сите, во многу земји, на многу континенти, различни пријателства. Тоа е нешто што најголемото богатство, јас мислам, на нас што може да ни се случи како луѓе, да имате пријатели. Картите се секако магични во секоја форма.
дури не случајно се избори на илузионистите кои што нели своите трикови, својата магија сакаат да представат. Па која ви е омилена карта за вас, еве? И која е според вас најдобра карта да имаме во живот? Адуцката, Адуцката. Најверојатно адуцката, па макар и двојче да е. Да имате адуцка карта. Еве, како некој куриозитет, во Брижот се смета, ако последната карта, нели, играте 13, 13-та карта земете со седмица каро, партнерот треба да ве части пиво. Колку пива ви имаат почастено? Да ви кажам право, никогаш не сум зела со седмица каро, последна карта може ќе виде. Леле, многу ми е драго, значи вие сте инспирација, едноставно човек не знае што да иде сега и во овие години, дал да потрча попрво да биде во бридж клуб, дали да си рече каква грешка направи, може би требаше на ПМФ. И оно што е најважно, секако да си даде шанса и да се сплоти со земјата, бидејќи вела човекот е најсреќен кога е со природата. Да ви кажам право, кога сум на нива, кога работам на нива, значи не знам како да ви објаснам. Значи мозокот се празни, на ништо друго не мислите, само на она што го работите во моментот. Само на тоа што го работите, на тоа мислите, никаква друга мисла немате во главата. И би мир. Да. Прекрасно. И земјата... Се спојувате со земјата, со планетата, станувате едно. И веќе, кога ќе дојдете дома, сте истоштен, но сте полн со енергија. Не можам стрес, како да го објаснам тоа. Па дали може би човекот е вака, бидејќи вие сте од оние диаметрални, човекот во светот на нели информатиката, она што сите стравуваат да не се повторуваме, нели, што ќе му се случува оттуѓување во човештвото, дали човекот според вас греши што се оддалече од природата и се забетонира? Па да. Многу би било подобро да, не знам, како, да направиме мали оази, ако не може големи, барем мали оази од разни растителни продукти, дали тоа ќе бидат цвеќиња, дали ќе бидат зеленчуци, овошје, некои мали оазички, наваму, натаму, секој да си направи нешто свое. Уште и ова успевате ли со пласманите? Тоа е бојката на земјоделците, кои што велат дека тие секако многу работат, но некако им се откупува за мала цена, а препродавачите се оние кои што профитираат и така на... Да, цената на откуп е ниска, но се едно, мислам, малината се уште е високо баран производ и немам проблем со пласман. Но секако, нели, кога произведувате рачно, кога тоа се работи неавтоматизирано, никогаш не може да се постигне цената. Единствена работа која што јас сметам дека треба да се направи во земјоделието е автоматизацијата. Како програмери се обидувате ли колку постои отпор од мештаните? Дали се спремни да примат такви новитети? Или ве чекаат? Па, многу тешко е да се смени во земјоделието. Има доста обуки, има доста информативни сесии во кои што се пробува да се направи тоа, но сепак треба да се направи некоја по-генерална стратегија за тоа што, каде треба да се одгледува, затоа што не секој производ може да се одгледува било каде. Треба да се направи една стратегија, ваму треба да се одгледува тоа, во таја количини, ова треба да се одгледува на друго место. Тоа треба, значи, луѓе кои што се професионалци, кои што се учеле, а освен учење може би сте занимавале, може би тоа е многу поважно да го работиш тоа што си го учел, кои што учеле за земјоделие, кои што го се занимаваат со тоа, тие да се направи некоја работна група или не знам како тоа да се направи, да направат по-добра една подолгорочна стратегија која што ќе придонесе земјоделието да се подигне на едно повисоко ниво во Македонија. И верувам кога го гледат овој подкаст, не знаат од каде да пофаќаат попрво, бидејќи ета комплексноста ваша покажува дека навистина сте неверојатна жена и инспирација.
Што ќе се случува еве во остатокот од оваа година кога станува збор за бриджот? Ќе има ли некои турнири сега во овој период или се од септември? Па има турнири, има во Србија, има турнири, Бугарија има турнири. Сега во август ќе се одржи светско тимско такмичење во бридж. Каде? Во Австралија мислам дека е. Се вика Бермуда Бол. Затоа што човекот кој што го направил првото такмичење играл за британскиот тим, но бил од Бермуда. Како го спои. Да. И тој бил организатор што го формирал тоа такмичење и така го крстиле Бермуда Бол. Значи како светско првенство во фудбал, светско првенство во бридж се вика Бермуда Бол, се одржува секоја втора непарна година. Сте учествувале ли некогаш? Не за жал, од нашиот клуб еве од тука? Не сме учествувале затоа што на тоа првенство треба пред се да имаме федерација, па да има национално такмичење. Повеќе клубови. Да. Па еве ќе ги мотивираме ве. Се надевам дека некако ќе се мотивира да се зголеми бројот на клубови е навистина многу тешко. Тоа здружение, па можеби треба да се најде некој за дигитализација и бридж. Возможно ли е тоа да речеме? Можно е, да. Постојат многу бридж онлайн платформи на кои што може да се игра и да се учи бриджот, а може и да се игра во на лице место. Така, е некоја комбинација, треба да се даде шанса. Ке напоменам како и шахот, учењето странски јазици, така и бриджот и сите овие умствени игри апсолутно се еликсир, односно помагаат, а без умот сме ништо, нели? Така е. Од умот доаѓа се. Многу ми е драго што дојдовте во Хоризонт, еве што ќе им порачате некоја бридж филозофија, како искусен бридж играч, порака за во животот. Па никогаш не се откажувајте. Се што ќе почнете, ако го сакате тоа што го работите, не се откажувајте. Тоа е мотото на секој бридж играч. Да. Благодарам многу, Лоли. Ме благодарам и вас што ме поканивте. Беше исклучително задоволство што бев присутна на овај подкаст.